Семејството Емини веќе 4 години ја бара правдата откако во сообраќајна незгода загубија две малолетни ќерки. Едната на возраст од 6, а другата на возраст од 13 години. Основниот суд во Скопје во прв степен носи осудителна пресуда од 4 години казна затвор за сторителот, кој е полициски службеник и кој со неприлагодена брзина и службено возило удрил во возилото на семејството Емини. Апелација сепак на жалба на обвинетиот го враќа предметот на повторно разгледување, бидејќи како што велат нејасно е дали на обвинетиот му се става на товар дали ја пречекорил дозволената брзина или не ја прилагодил својата брзина на условите на патот. Во меѓувреме семејството е заглавено во судските лавиринти. Нивниот полномошник адвокатот Бранко Кузмановски за Инфомакс ја објасни целата ситуација. Со вкрстено испрашување од страна на одбраната на обвинетиот, денеска во кривичниот суд продолжи судењето за страотната сообраќајна несреќа која што се случи во 2021 година. Животот го изгубија две мали девојченца од 6 и од 13 години. Вие сте бранител на оштетените, односно на семејството. Така, полномошник на оштетените. Дали може да ни кажете најпрво кратко како се случила сообраќајната незгода? Денеска слушнавме од вештачењето, меѓутоа што знаете вие, сте биле и на местото на настанот, околностите и така натака. Сообраќајната незгода се има случајно при враќање на фамилијата Емини од Албанија и непосредно пред да стигнат во домот пред село Арнакија на регионалниот пат кој поминува низ населено место низ село Арнакија на една оштра кривина, која е кривина и со успон доста голем. Од спротивна насока наидува моторно возило Шкода, кое и наидува со голема брзина и поради преголемата брзина не може да го совлада свиокот и преминува на левата коловозна лента, гледано во правецот на движење на Шкодата, и ако со нагло кочење се обидува да избегне незгодата, настанува силен судар и од сударот погинува за жал две малолетни девојчиња. Ова е повторено судење, бидејќи во прв степен обвинетиот беше веќе осуден на 4 години затворска казна. Според вас, дали може прво да ни објасните по кои членови се од кривичниот законник се води оваа сообраќајка, максималната и минималната казна што се предвидуваат, и исто така дали би постоела можност и дали сте барале преквалификување на делото? Делото се води по член 300 за тешки дела во сообраќајот со смртни последици, но од небрежност. Имаше првостепена пресуда со оваа квалификација. Пресудата беше укината поради околноста што во изреката од пресудата имаше наведено дека обвинетиот со пречекорување на брзината и управување на возилото и со недозволена брзина и со неприлагодена која му се става на товар. Апелациониот суд правилно заклучил дека не може со едно дејствие да направи две повреди на Законот за безбедност во сообраќајот. Се работи за два различни поима, две различни категории. Една е обврска со возење на дозволена брзина, а друга е обврска со возење на прилагодена брзина. Од тие причини го врати ја укина пресудата и го врати предметот на повторно одлучување. Така, во несреќата загина две мали девојченца. Се случило така што полициски службеник, кога е на должност, ја сторува сообраќајната незгода. Знаеме дека со службено возило, меѓутоа дали бил на должност? Да, бил на должност и превземале дејствие на потрага по сторител на кривично дело. И непосредно пред да превземе дејствие на управување на возилото со таа брзина која што е утврдена, службеникот добил дојава од колегите дека возилото по кое се трага се наоѓа во село Рачиново. И таа околност беше многу битна за оштетените со оглед на околноста што обвинетиот возилото го управува со брзина утврдена од страна на вештото лице од 108 км на час
и се постави прашањето дали обвинетиот во моментот кога одлучил да се даде во потрага по тоа возило имало логика да зголемува брзина за да го стигне тоа возило кое што било на 25 километри од местото во кое тргнало по потрага на тоа возило. Така, сега спомнавте 108 км на час, со толкова брзина возел полицискиот службеник. Спомнавте и регионален пат кој што минува низ населено место. Таму колкаво е ограничувањето, колку тој ја надминал дозволената брзина? Да, за жал, службените лица кои што го вршеле овидот не ја констатирале таа околност дека регионалниот пат на тоа место каде што се случила незгодата поминува низ населено место. И постапката почнала и се водела како незгодата се случила на регионален пат, што е голема разлика. На регионален пат дозволена брзина е 80 км на час, а низ населено место 60 км на час. Тој ја надминал брзината за некои исто 5-60 км на час. Дозволената брзина. Имајќи предвид дека тука се работи за ноќно време, за отежнати услови на возење, би требало веројатно и да ја прилагоди брзината, да ја намали под таа од 60 км на час. Правилно заклучивте, незгодата е случена во отежнати услови, во ноќно време, на остра кривина, во населено место. Во такви отежнати услови, Законот за безбедност за сообраќајот на патиштата предвидува обврска на возачот, брзината да ја прилагоди соодветно на условите на патот. Со оглед дека овде била дозволена ограничена брзина од 60 км на час, истиот имал обврска да вози со брзина помала од 60 км на час. Денеска одбраната на обвинетиот се обида малку да ја прилагоди приказната во нивна корист. Јас бев на денешното рочиште, меѓутоа тие истакнуваа дека можеби децата не носеле појас, дека тоа допринело до смртните штетните последици. Дали од вештачењето некако се утврдува дали воопшто со возачите и возачот во сеатот, односно во возилото на оштетените, носеле појас, дали тоа придонело некако кон смртните последици? Одбраната тоа е работата да бара олеснителни околности со цел обвинетиот да добие поповолна осуда, одлука. Се обиде да издействува од вештото лице одговор дека наводно од фотографиите, од фотоалбумот кој што е изготвен од страна на службените лица и е земен во предвид при изготвување на вештачењето, има околности кои според бранителот упатуваат на заклучок дека наводно патниците во возилото не биле врзани со сигурносен појас и поради таа околност имало удар од тие патници во шофершајбната на возилото. Вештото лице даде јасен и сигурен и образложен одговор дека од самите фотографии не може да се дојде до таков заклучок, затоа што возилата имаат претрпено толку големи оштетувања што има дојдено до деформации на делото возилото на кое прицрстена шофершајбната и од самите деформации на тие делови е оштетена шофершајбната. Но од видот на испукувањата на шофершајбната не може да се дојде до заклучок дека имало оштетување од удар на тело во таа шофершајбна. Очигледно е дека сите испукувања се настанати поради сударот и деформациите на возилото. Така, уште кратко две прашања. Дали е можно во повтореното судење за истото кривично дело да му се зголеми казната на обвинетиот? Можно е доколку се утврди поинаква фактичка состојба. Реков, постапката е почната со докази кои упатува на заклучок дека незгодата е случена на регионален пат. Ние неодамна дојдовме до доказ дека проектот, врз основа на кој е граден тој регионален пат, има утврдено и обележено дека на тој дел од патот, каде што е случајна сообраќајната незгода, е обележено дека се работи за населено место
И тој доказ ние ќе го предложиме да се изведе во дополнение на доказна постапка. Тој доказ ќе видиме веројатно и други докази ќе се предложат на таа околност, може да доведе до ситуација да се утврди поинаква фактичка состојба дека незгодата е случајна во населено место. И во таква ситуација се доаѓа до друг заклучок дека обвинетиот имал обврска возилото да го вози со брзина помала од 60 км на час. Ако се утврди таков факт, тогаш се доаѓа до друг заклучок дека обвинетиот возилото го возил со многу поголема брзина од прилагодената. Значи од, да речеме, 55 до 108 км на час, тоа е брзина некаде од 53 км на час, што упатува на друг заклучок дека обвинетиот можел и требало да биде свесен дека со толку големо прекорачување, ако најдена ситуација, особено како полициски службеници кои ги знае и прописите и обврските од Законот за безбедно сообраќајот, дека нема можност да избегне настанување на незгода. На овој заклучок упатува и околноста што истиот преземал действие на избегнување на незгодата. Има кочење со траги, да не сгрешам, од повеќе метри, но очигледно е дека преголемата брзина не му дала можност да избегне незгодата и преминува целосно на делот од коловозот кој е наменет за движење на возилата од спротивна насока. Уште ова прашање, бидејќи тоа семејството Емини изгуби две мали девојченца, како се тие моментално чекајќи ја правдата низ судските лавиринти? Па оштетените очекуваат дека ќе добијат праведна одлука. На тој начин очекуваат да ги намалат душевните болки, имаат голема загуба, присуствуваат на судењата, учествуваат во текот на постапката и лично и преку мене, со цел да се утврди целосно и правилна фактичката состојба и да се дојде до правилна и законита одлука. И додека судиите имаат можност да составуваат и донесуваат според апелација нејасни пресуди, семејството Емини секоја следно рочиште одново ја преживува загубата на своите најмили две малолетни девојчиња. Утеха нема, а за сега нема ни правда. И се поставува само едно прашање. Ќе огрее ли конечно сонцето на правдата и над Македонија?